Прва јавна дебата за урбаниот блок 57А се одржа во просториите на општина Тетово. Градоначалникот Билјалка Сами истакна дека урбанистичката комисија веќе има подготвено елаборат и дека урбанистичкиот план за урбаниот блок 57А го оценува како максимизирање на приватниот наместо на јавниот интерес. Според информациите кои ги имам во тој дел, значи проблемот е тоа што е максимизиран приватниот интерес во штета на јавниот интерес. Ние као општинска власт, као власт која ги штити се, значи тука за да ги штити интересите на граѓаните на јавниот интерес, ќе се обидеме да го зачуваме јавниот интерес. Што значи јавни површини таму, патишта, тротоари, јавни паркови и други јавни простори. Доколку успееме тоа да го достигнеме, за нас секој инвеститор е добре дојден и за нас важно е секоја инвестиција за тоа што со тоа се подобрува животот на граѓаните во Тетово. Секој алтернативно решение и предлог е добре дојден, но треба да се има предвид јавниот интерес, формално правниот статус на земјиштето за кое се разговара, како и финансискиот аспект, речека Сами во однос на иницијативата Тетово сака парк. Тој додаде дека таквиот чекор во ваква ситуација би бил луксус. Во ситуацијата во која се наоѓа општина Тетово, во моментот тешко дека може да дозволиме таков луксус. За мене лично, ако ме прашате, можеби 50% од територијата на општина Тетово треба да биде паркови зеленило, но во ситуацијата финансиска која сме, тешко дека можеме да дозволиме таква иницијатива. Но, ако иницијатива има одговор за овие работи, јас сум спремен да стојам на чело на таа иницијатива. Аријани Џафери од Еко Герила пак смета дека Тетово е пренаселено и не може да си дозволи таква нова населба каква што беше планирана за урбаниот блок 57А. Свесни сме дека со нашите улици, со градот без паркинзи, со градот без доволно вода, не може моментално да си дозволи таква населба, нова населба, каде што се очекуваше според тоа што беше кажано претходно, дека ќе треба да живеат над 8.000 жители. Значи тоа е идејата. Мислам дека треба ваквите јавни консултации да се држат и требаше и порано да се држат ваква, за и граѓаните да го кажат својот интерес. Градот можеби да, треба да се зголеми, треба да се развие, но треба да се види на кој правец и како. Јас мислам многу подобро е парк да се направи, пошто градот може да се развие со населби и на јужниот дел и на северниот, не мора на источниот дел да биде. И онака градот нема доволно зелени површини, нема доволно паркови. Уште подобро ќе беше и касарната да се направи, значи да се трансформира на градски парк, пошто е добра локација и има потреба од тој дел. Што повеќе зелени површини, што повеќе паркови, толку подобар градот за живот, за живење на граѓаните. Доколку Советот донесе одлука за суспензија на ДУП-от, Касами истакна дека на истата ќе се донесе и решение за подготовка на нов ДУП.